Пензиите во Македонија на стаклени нозе. Државата во иднина ќе нема доволно пари за пензионерите, предупредува Светска банка во последниот извештај за нашава земја. Иако Македонија направила здрави реформски мерки во последните години, како што елиминирањето на раната стапка на пензионирање и воведување на возрастни ограничувања кај општата инвалидска пензија, сепак македонскиот пензиски систем е малку веројатно дека ќе може да се справи со проблемот на население кое забрзано старее. Стои меѓу другото во извештајот на Светска банка. Во пракса, годишно бројот на пензионери се зголемува за околу 9000, а со односот помеѓу вработени пензионери 2:1, што е многу далеко од оптималните 4:1. Колку опасноста е реална зборува и состојбата во Штип. Од околу 50.000 жители, вработени се 18.000, од кои 12.000 во реалниот сектор, околу 6.000 се невработени, а 9.000 се пензионери, а околу 17.000 се деца на возраст до 15 години. Ова значи дека секој вработен во стопанството издржува по 0,70 пензионери, 0,52 невработени, 1,30 деца и 0,32 административци. Ова, наспроти се поголемата финансиска дупка во фондот за ПИО, на пензионерите им го краде соното од страв дека пензиите може и да не дојдат на прави. Па слушам дека критична статистика била горе во фондот. Чим нема пари, дека што ќе правиме? Ај, немој тоа да ми збориш, многу се плашам. Па како не? Сраме како што е ситуацијата таква, нормално да ќе се плаши. Уште полошо име на оние кои на пензија доправа треба да се радуваат. Голем дел од сега вработените не се оптимисти дека за старост ќе имаат сигурен приход. Јас имам 42 години и немам ниту еден ден работен стаж. Поради ова, дел од жителите од регионот спасот го гледаат во доброволните фондови. Пред се јас се осигурав да си направам на програма за штедење, да стекнам некоја независност од државната пензија, како ќе биде да си имам свој фонд за пензиски денови. При тоа и животот е осигурен, така да во исто време и ги штита моите најблиски од нешто лошо што би можело да се случи. Пензиите за многу семејства од истокот се единствен извор на екзистенција и хранат деца и внуци. Од тука можноста за нивна отежната исплата е директна карта за економска пропаст, нарече се една третина од жителите на овој дел од државата.